Онија годинава повторно на детскиот Евросонг, како и секоја година, се разбира со одлична песна и со одлични представници. Малку повеќе ќе ве запознаеме со нашата овогодинешна представничка на детскиот Евросонг, што ќе се одржува во Ница, Франција. Ќе помоветиме, се разбира, за незината кариера, околу подготовките на нашата евровизиска делегација. Нема да навлагаме се уште во деталите околу самата песна, бидејќи во процеса на изработка, но сакаме уште еднаш да ги поканиме да бидат наши гости. Добро утро, Дијана, нема да ми забележиш, ќе се ја поздравиме прво гостинката, бидејќи ние двајцата сме домаќини. Добро утро за Тамара Груевска. Тамарче, добро утро и добре ни дојде. Од ист крај сме ние, ќе ни оди муабетот. Тие сте Товчанец, ти гостиварчанка. И добро утро за мојата колешка Дијана Гогова Атанасова, одговорен уредник на МРТ5 и шеф на евровизиската делегација за детскиот Евросонг. Ване, благодарам за поканата. Добро утро за тебе, добро утро за гледачите на македонската телевизија, кои што ова утро се заедно со нас на првиот програмски сервис и поздрав се разбира до целата екипа која што денеска работи на реализација на ова денешно издание. Колку не достигаш во Македонија наутро, сега кога те видов тука. Ти благодарам многу, ти благодарам. Не достигаш на тимот, но убаво е вака кога не посетуваш како гостинка. Дијана, прекрасно девојче годинава ќе не представува. Ајде прво околу целата идеја, комуникацијата, предлогот Тамара да биде учесничка како шеф на делегација, би сакал да ни го објасниш целиот тој момент. Так. Тамара Груевска е нашата годинешна представничка на детскиот Евросонг во Ница, Франција. Се одржува во Франција, само да кажеме, на победа на Лисандро минатата година во Ерменија. Македонската радиотелевизија одржа аудиција во своите простори тука, кај нас во нашата куќа, и имавме голем број на пријавени деца кои што се пријавија, морам да кажем, и Тамара беше една од оние кои што се пријавија на аудицијата, која што ги освои сите максимални бодови од жири комисијата, која што всушност одлучува кој ќе биде представник на македонската телевизија и на нашата земја на детскиот Евросонг. Исклучителен вокал, морам да кажам, исклучително талентирана млада девојка која што, верувајте, кога ќе почне да пее, останувате без зборови. Скромна, воспитана, културна, неверојатно шармантна и харизматична, и ќе запознаете малку подобро. Јас не знам што се случува со јуниорскиот Евросонг, меѓутоа секоја година ги собираме симпатиите на публиката. Доста го следам сето тоа што се случува таму, ги следам и коментарите и се. Навистина, кога станува збор за младиве генерации, можеме да се видиме спокојни и сигурни. Чинам дека кога станува збор за селекцијата за јуниорскиот Евросонг, секогаш е тешка работа, бидејќи преталентирани дечиња имаме млади кои што знаат да пеат, и ни една година до сега немаме промашено со изведувачите и со песната. Апсолутно, имаме одличен... Добро котираме на одлично котираме. Да не ги набројувам сите кои што учествувале. Секоја година, кажам, на памете настапот на Мила Москов, кој што беше меѓу првите 5, се разбира, и сите оние останати други деца кои што учествува, има одличен пласман. Верувам дека така ќе биде и оваа година, и многу повеќе очекуваме со оглед на тоа дека имаме вокал за кој што веќе фановите на јуниорскиот Евросонг ќе забележите и по социјалните мрежи веќе коментираат за тоа каков вокал е Тамара. Со оглед на тоа дека и ја познават, затоа што има учествувано на многу интернационални надпревари, каде што доаѓа со гран при награди. Ване ме знаеш мене, јас ако продолжам да зборувам емисијава, ќе ми треба... Имаме, оставив доволно време. Тамара, девојче од Полок, девојче од Чарпланина, гледам стрелец во Хорос. Јас очекувам да расториш годинава на детскиот Евросонг, бидејќи носиш прекрасна енергија во себе. 13 години имаш, пред само од прилика 7 години ги правиш првите почетоци во музиката, на твои 5 години, така? Се сеќаваш кои беа твоите први настапи и твоја беше желбата дома кога им кажа на своите дека сакаш да почнеш да пееш? Јас започнав да пеам од 5 годишна возраст на фестивал Јаболсиња. Таму имав можност да настапам прв пат пред публика и на сцена. Но веќе те продолжив на тој фестивал со мои песни, прилагодени за мојата возраст. Подоцна настапив на Златно Славеќе, каде што беше прекрасно искуство со сите деца. Во 2021 имав и можност и да настапам на меѓународен надпревар. На Израелски бисери таму освоив прво место, на Звездички гран при. Израелски бисери ти беше првиот интернационален фестивал, така?
Потоа настапи во 2022-та во Русија Golden Stars Rain, кој што се одржуваше во Владимир. Навистина беше све прекрасно. И најве сега ново искуство имам со детската Евровизија и многу сум среќна заради тоа. И Гран При награда во Белград, Србија. Да го забравиме тој фестивал. Убаво кажа Дијана, од секаде си ги собираш, каде да се превиш Гран При. И наградиме од Штип сега, Ване, јас ако почнеме да ги редиме наградите. Нека има. За само 7 години толку многу награди, чинам дека и не може секој баш да се пофали и навистина сме горди што ќе бидеш годинава наша представничка. Верувам и доволно свесна нели за товарот кој што го имаш, бидејќи ја представуваш државата каде што си родена, каде што живееш. Каде учиш во Гостивар? Што учи, во кој училиште учиш? Сакам малку одблиску и приватно да ги запознаеме нашите гледачи со тебе. Учам во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Исто така учам и во Тетово музичко училиште. Наташа Миха. Да ја поздравиме. Веднаш јас и таму видов дека ќе бидеш наша представничка. Дијана ја прашував неколку дена пред да се објави кој. Нормално се тоа се содржаше во тајности. Прво што видов кога нели објави МРТ и Евровизиската делегација информација, видов кај Наташа Миха еден многу убава објава на Фејсбук каде што кажа дека си нејзина ученичка, така? Наташа Миха е тетовчанка, мора да ја поздравиме. Одличен музичар. Да поздравиме и благодарам нејзе, стварно се трудеше, мислам и сега се труди да успеам и да. Ја слушаш? Така? За се што те учиш, за се што ти кажува. Почнавте полека да се подготвувате за Евровизија, да ги средувате првичните импресии, адреналинот, тоа што ве очекува таму? Па се подготвуваме, да, вежбаме секој ден. Гледаш настапи од минато годишните изданија, имаш ли некој вака што ти е, не мора да биде од нашите представници, така некој настап од кој што земаш пример, го гледаш за да си ја разбиеш тремата? Па мислам дека сите од јуниорскиот Евросонг се супер песни. Многу ми се допаѓаат и македонските песни. За македонските ќе се согласи сме немале да сега промашена песна, сите биле поминувале фантастично. Најубави ми се овие последните, мислам што беа од 2018-та, ја од тогаш го следам и јуниорскиот Евросонг од 2018-та, за тогаш прв пат мислам како тама верен фан на лискиот. Кога добро и тама одговарало со годините, нели да почнеш да си го следиш тоа. Добро, ќе следиме како се подготвуваш нели за целото тоа што ќе се случува таму. Дијана, кажавме околу песната ќе имаме ново гостување, кога ќе бидат разработени сите детали. Ние јас и Тамара ги знаеме сите работи, меѓутоа ете така денеска решивме да не кажуваме ништо, не, шала на страна. Добро, се работи, тоа е се процес. Тоа е процес кој што е почнат веќе, се работи да, меѓутоа се во свое време и тогаш кога треба да се објави. За Тамара морам да кажам дека успева и школото на време да ги заврши сите врски со своето училиште, да работи на својот глас, на својата кондиција и при тоа секогаш да биде весела, насмејана и среќна. Од кога имаш најголемата поддршка? Па кога ете така, не ти е денот, кога не си поминала добро на часови, можеби со кого се консултираш и влечеш убава енергија? Можам да видам дека сите вака поблиски и дури и од Македонија повеќе луѓе ме поддржуваат, ми честитаат. Јас сум многу среќна заради тоа дека тие се среќни за мојот успех. Не можам најголема поддршка да кажам дека моето семејство дека највеќе ме поддржува. Мислам се труди да постигнам и да одам понапред. Морам само, Ване, ќе ми дозволиш да додадам, поддршката има буквално од сите. Од цела Македонија и од цела Европа, пак ќе кажам, посетете ги социјалните мрежи за да видите што се случува и какви се реакциите за Тамара и за незините вокални способности. Јас знам. Но мора да те прашам лично во школа, сега си главна фраерка на училиште, сигурно. Да. Така? Како реагираа со учениците, луѓето со кои што, децата со кои што учите заедно, кога објавивме дека ќе бидеш наша представничка? Те честита? Да, сите честита, и тие се среќни дека ја ќе представам Македонија, и наставниците, и дури
цело школо. Сигурно ќе ти дават сега совети ваков настап, па кога ќе ја слушнат песната, па сигурно ќе сакаат да ти дадат уште некој совет како да изгледаш на сцена. Сето тоа ќе се го слушаш нормално, но на крај ќе си ја донесеш со тимот финалната одлука. Така? Ќе доколку ти кажат и на сцена дека треба да играш, ќе го правиш тоа? Некоја кореографија да кажем? Мислам, зависи до песната. Ако има потреба, например, за кореографија, мислам дека ќе има и потреба и од танци. Дијана, зошто е важен јуниорскиот Евросонг воопшто за младите, за музиката на младите? Ете, не одиме многу години наназад, минатата година, чисто од терен да ни ја пренесеш информацијата што таму се случува, да кажеме дека вака јуниорски Евросонг звучи како, нели, од Евросонгот, од Евровизијата, како ова е, нели, за помали, меѓутоа да објасниме дека организацијата е обемна, дека нема разлика помеѓу двата фестивали, колку се вложува, тој момент малку да ни го раскажеш. Апсолутно. Одговорноста и тежината е исто како и на големиот. Евросонг, верувајте, дури одговорноста ќе кажам дека е многу поголема затоа што ние делегациите носиме малолетни деца. Со нас учествуваат оние кои што имаат од 9 до 14 години. Зошто е такво искуство какво што е? Затоа што е единствено. Не постои друго такво искуство и тоа го возможува македонската радио телевизија со самото тоа што е таа која што има лиценцата и која што може да го спроведе сето ова. Многу е важно да се каже дека има многу работа кога ќе се замине таму. Минатата година од првиот ден, буквално од симнување од авион до сместување до отварање на самиот детски Евросонг, сите оние тековни проби кои што ги има во текот на неделата. Јас ќе искористам една фраза од Тамара Тудевска, нашата представничка, 2019 година, поправиме ако грешам, ама не грешам, таа е таа која што рече дека не постои нешто кое што е толку многу пробувано. И тоа е навистина така, постојано се работи, од Сабајле се станува, се има агенда, се оди во сала, се враќаме доцна навечер, децата вежбаат, има технички проби, генерални проби, проби во однос на костими, на шминка и она што е важно, а треба да се истакне, тоа е пријателствата кои што ги создаваат овие деца. И соработките? И соработките, апсолутно, затоа што на едно место цела една недела се деца буквално од цела Европа, речиси од цела Европа, каде што може да разменат искуства, контакти, се дружат, цело време се насмеани, колку и да е напорно, верувајте, кај нив умор нема. Кај нив умор нема, тоа ќе го доживее и Тамара оваа година, ќе види како е и треба да се искористи, треба да сме дел од сето ова, затоа што се откриват и исклучителни таленти кои што подоцна стануваат и вистински не само европски, туку и светски звезди. Пред 15 на години некој да ми кажеше дека ќе го кажам ова, ќе му кажав нема да биде така, но еве сега дојде време на 35 години да кажам имаме Дијана на кого ќе оставиме македонската музика. Апсолутно, Ване, се радувам на овие млади генерации и на нивните квалитети. Апсолутно ти благодарам многу што го кажа ова. На годинава имаме, како минатите години се разбира, исклучителен представник. Морам да повторам, која што со своите вокални способности пред се ќе ги освои сите. Позитивни се коментарите, допрва ќе работиме, само што почнавме, има уште многу. Допрва ве чека работа. Мислам дека аудициите беа само еден сегмент почеток, меѓутоа сега исто така следува уште посериозниот дел од работата. Песната, спотот, комуникацијата, ќе дојдеме пак, Ване. Пак ќе си дојдеме. Тоа сакав да кажам, да најавам Тамара, ќе ни гостуваш повторно, ќе се видиме повторно во ова студија, ако не со мене, со моите колеги, секако во интерес на информирањето на гледачите, да ја промовираме песната и заедно со тебе да ја носиме возбудата за тоа што не очекува годинава на Евросонг. Ви благодарам. Исто сакам и да се заблагодарам на Македонската радио телевизија за дадената доверба да представам Македонија на јуниорскиот Евросонг и затоа сум многу среќна и возбудена и ќе давам се од себе да представам достоинство на нашата држава. Не се ни сомневаме. Дијана, гледам и со каква доверба те гледа, така да ги освои симпатиите на целиот тим во МРТ, на целиот евровизиски тим. Декември ќе биде година во Евровизијата? 26 ноември. 26 ноември, во недела со почеток од 16 часот на програмата на Македонската телевизија. Се разбира, ќе можат гледачите да уживаат во сето она што оваа година се подготвува за 21-то издание на детскиот Евросонг. Прекрасно ви благодарам што ни бевте гостинки ова утро. Посакувам среќа, иако ќе се гледаме ние уште многу до месец ноември, пред да ви испратиме на пат.
ви посакувам успешна работа овие месеци пред нас. Благодарам. Ване, благодарам за одвоеното време и за разговор. Се разбира, ќе се видиме повторно. Благодарам уште еднаш, Тамарче, уште еднаш вака да те поздравам, бидејќи јас сум стрелец во хороскоп. Да знаеш, А, се за тоа ти ја препознав енергијата веднаш.